Александар Кујунџевски, писател за деца и возрастни, хуморист и сатиричар. Автор на само 115 книги, од кои 100 за деца и млади и 15 за возрастни читатели. Ке прочитам неколку творби од моите книги што се во издание на Антолог. Најпрви неколку песни за деца. Шегувалка. Си пробал ли солен шербет и шеќерна шлаканица? Си сркал ли со лажиче семки со вилјушка срканица? Си лижал ли врел сладолет и лижавче пушено на чат? Си празнел ли празот бокал, пиперки полнети со лутина јад? Си пил ли смрзнат чај и тешна прскавица? Си џвакал ли сува вода, реш печена лапавица? Си јадел ли сланина од слана и леблебија со сламка? Риби од тава си вадел ли со мрежа и чорба со јамка? Си чули за кривина што е права и за една ваква турлитава? Ова е песна од збирката Јод пиле млеко, збирка компонирана така да содржи 7 книги во една книга, книга со песни, со басни, со гатанки, со драматизации, со разновидни литературни творби. Од неа на крај ќе прочитам уште една песна. Сега би прочитал на песна што е компонирана, многу од моите творби се компонирани и се пеат на фестивалите за детски песни на Златно Славече и посебно на Поточиња. Една од тие компонирани песни од збирката Зборчиња и Зборчиња, кај што има повеќе такви песни што се пеат. Последната јаготка. Од сите јаготки, секој така вели, прва и последна, најсладки се, нели? Ја чекав да цути, да расте, да зрее, ке засладам уста, устето ми пее. Ама, што се случи? Леле, што ли биде? Полжав некој стрвен, пред мене ја видел. И ја јадел, си јадел од неа, тоа што ми чувал, само ја засмеја. Од наградената книга и строфите растат, збирка што ја доби наградата за најдобра книга за деца, објавена во 2013 година, ќе прочитам само една песна, таа е со 3 строфи, инаку во самата збирка. Строфите растат, почнува со песна со една строфа и завршува со песна од 15 строфи. Јас ќе прочитам една кратка со 3 строфи, се вика Зузара и пчела. Тоа е и како басна, има интересна поука. Зузара и пчела. Мувата Зузара пред пчела се чуди. Зошто за нас секој неправедно суди? Јас и ти сме исти. Ти зуиш, јас зујам. Искрено мислење од тебе да чујам. Зуење кој цени? Одговори пчелата. Тој што мудро цени, ги цени делата. И завршна песна од творештвото за деца ќе биде исто така една песна со убава порака, обраќање до животот. Обраќање до животот. Сонце дај ни по облак темен, со желбите волја кремен. Кога учиме, тај ни знаење, на добрите дела долго траење. Кога сме во право, да продолжиме право. Кога сме болни, да заодиме здраво. Зиме, дај ни огрев, лете дај ни вода, тажни ли сме насмев, во неволја добра згода. Кога губиме, да сочуваме ум, кога патуваме, широк друм. Спомен драг, што не се кине, на куќата среќен прак. По денот што мине, нов ден пак. Во дивина, питома лобода, во темнина зрак, а секога слобода, секога слобода. Како што реков, пишувам паралелно и за возрастните, најчесто книги со хумор и сатира. И
Од нив би одбрал само да прочитам само една кратка песна, исто така за животот. Таа од збирката смесни песни, не смешни песни, тоа се навистина песни кои може да насмеат, така како во творештвото за деца пишувам со творби со ведра содржина, да насмеат, да разведат, но а понекогаш и да натераат на размислување. Песната за возрастните: еј животе, еј компоте, кому слива, кому коска, кому азно, кому празно, кому урда, кому боска. Еј животе, идиоте, кому јахта, кому сламка, кому харем, кому јарем, кому слика, кому рамка. Еј животе, скоте, кому срна, кому вошка, кому прасе, кому жирче, кому фурна, кому трошка. Ваков, таков, било каков, розов ли или сив, животот е еден вреден, нека ни е вечно жив. И за накрај, бидејќи преферирам кратки творби, само уште неколку, јас ги велам романи во една реченица. Тоа се всушност афоризми. Ако вечно живеат гулабите на мирот, ќе има еден ден и од пиле млеко. Го сакам вечниот мир, но не тој во гробот. Змијата секоја година ја менува кожата, но секојаш добива змијска. И најголемиот херој може да се најде во ситуација да се крие под кревет. Јас си подарив полски цвет, а таа посака цело поле. Од човек вол бидува, но од вол човек никако. Ако не ги покажеш забите, ќе те изедат. Се испотепа во борбата за добрососедски односи. Сите овци имаат едно единствено поле на интересирање. Ете, тоа се неколку од моите афоризми, објавени во книгата Мисловно досие, кај што се содржани исто таква мудри, духовити, поучни мисли од над 1000 творци од Македонија, не само писатели, туку и луѓе со различни професии. Вреди да се истакне дека една од моите книги, тоа е книгата Сакам книга, по издание на Антолог, досега е објавена на 11 јазици. Проектот е да биде објавен уште на 10 јазици. Значи, освен на македонски, таа е печатена на албански, на ромски, на турски, на српски, на влашки, потоа на босански или бошначки, на хрватски, на словенечки, на црногорски и на германски јазик. Во план е да набрзо излезе и на англиски јазик, а потоа уште на 7-8 други светски јазици.